Со компромисното решение, Република Северна Македонија е задржано името Македонија на државата, со што не се загрозува идентитетот на македонскиот народ, туку само се прави разлика од северниот регион на Грција, што го носи името Македонија, смета академик Владо Камбовски. Македонците се единствените во светот кои го задржале својот идентитет и пред да имаат своја држава, претасномска Македонија, рече Камбовски на третиот ден од јавната дебата за уставните амандмани. Тој договор има карактер на, така да се рече, правно-конститутивен договор, затоа што е склучен под покровителство на Обединетите нации и е дериват на двете резолуции усвоени од Советот за безбедност на Обединетите нации во преговори кои се водени под покровителство на Обединетите нации со подпис на представникот на Обединетите нации, медијаторот господинот Нимиц, и се разбира со налог, така да се рече, спорот да биде надминат за да може понатаму Советот за безбедност на Обединетите нации да констатира дека е спорот решен со сите натамошни консеквенции во однос на прифаќањето на тоа ново име на државата во Обединетите, јазикот и другите консеквенции. Според претседателот на МАНУ Таки Фити и во Македонската академија на науките има разединетост, но како што рече, лесно е да се критикува без да се каже решението на проблемот. За вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, Преспанскиот договор е историски компромис кој ќе отстрани голем товар од идните генерации. Република Македонија стана единствената земја во регионот без ниту едно отворено политичко прашање со соседите. Единствена држава во регионот без ниту еден сантиметар оспорена граница. И тоа не е работа за подценување во една држава која што географски е на линија на фронтот помеѓу Западот и Истокот. Која географски е на крстопат помеѓу Западот и Истокот. А знаете, во сообраќајот несреќите се случуваат кога сте на крстопат. Министерот за надворешни работи Никола Димитров смета дека дел од предлозите од јавните дебати не можат да бидат вградени во Уставот, бидејќи во овој момент тоа ќе представува преголем товар. Не сме предвиделе дека ќе имаме председател што нема ваква една очигледна и експлицитна должност да прифати и да спроведе. Можеби треба тоа да се предвиди, ако во вториот случај по автоматизам да се смета дека подписот е даден, кога втор пат ќе... Меѓутоа, политичката реалност символички ќе илустрирам со една кола која што носи извесен товар. И ако сите ние отвориме други членови, ова би било сосема друг член, и нема врска, се разбира, со договорот, ќе биде прашање дали ќе може тој товар да се износи, ќе попушти некое тркало. Според учесниците на дебатата, ова решение ги балансира на долгорочен и одржлив начин интересите на двете држави и нивните граѓани и токму затоа усвојувањето на амандманите е нужен чекор да се тргне напред.